Европа. Не сум ја погледнал таа изјава, се разбира ќе видиме, ќе анализираме што се случува. Да, видиме утрово двете. беше дадена Но изјава. она што ние како држава ќе го направиме, јас директно ќе ви кажам, е тоа што ние ќе го отвараме секогаш прашањето за Западен Балкан во НАТО и таму ќе разговараме. Се она што се случува во регионот, јас секогаш го отварам прашањето за Западен Балкан. Кога имам можност, сега ќе имам во јуни простор повторно да бидам на министерски состанок и го отварам. Сега се разбира, дел од тие изјави се класифицирани, најголемиот разговор и се таму е класифицирано, затоа не би се пуштил, но она што во целосни информации, но она што јас го кажувам е стабилност во регионот. Зашто е потребна да има квор мисија таму, зашто е потребно нашите војници да останат таму. И тоа го кажуваат сите соседи и фокусот на НАТО е Западен Балкан да остане смирен регион и безбеден регион. Да знаете, фокусот на НАТО. И сега ние како земји членки секогаш треба да го отвараме ова прашање за да покренеме и да кренеме авернес. Бидејќи секој од нас, ако зборува стабилно, рационално и да не подгрева на било кој начин тензија, тоа е добро за целиот регион, би рекол. И јас секогаш ќе го правам тоа, но секој коментар од било кој премиер апсолутно треба да ни доведе грижа, да го разгледуваме како прашање, а секако ние со нашите НАТО сојузници го споделуваме. Еве уште околу